Јас ми одговор за денешната интерпелација за министерот за земјоделие, ќе почнам со една изрека која вели дека тој што те храни, тој и те контролира. Односно држава која сама нема капацитет да обезбеди својата храна и својата енергија, е држава која не е ниту суверена, ниту независна, туку е територија на обична колонија. Ако во поранешниот социјалистички систем важела паролата секоја педа земја да биде посејана, денес вашите олигархиски влади гледаат да најдат начин само како да го отрнат селанецот од својата земја, како да му го направат екстремно тешко производството на храна и Македонија да биде увозно зависна од странските корпорации, чии влади тука очигледно се само нивни намесници и послушници. За време на Југославија или во мрачниот комунистички режим кој бил мрачен само за вашите буџовани кои преку ноќ стана милионери во светлото на капитализмот, Македонија беше позната како снабдувач со земјоделски производи на сите поранешни југословенски републики, а денес земјава речиси да увезува над 70% од потребите за храна. Во 2025 година ние имаме рекорден увоз на храна од над 1 милиарда евра, односно пари кои наместо кај домашните земјоделци завршија кај странските корпорации. Во првото тримесечје од 2026 година, кај откупот на земјоделски производи од индивидуални производители е забележано намалување за речиси 46%, што е скоро и половина, и оваа бројка е еден вистински аларм дека во земјава се помалку луѓе се заинтересирани да работат на нива и дека и оваа десничарска влада го продолжи трендот каде оние кои што си ја хранат државата се оние кои едва си ја хранат фамилијата. Токму вашата партија, министре Трипуновски, од опозиција ветуваше зголемување на мерката за млади земјоделци, односно да цитирам: неповратните средства за млади земјоделци ги зголемуваме на 20.000 евра. За сега вие, министре, со истата сума од 10.000 евра, која беше и пред 6 години, кога трошоците беа многу помали, да прикажувате на лажна стратегија дека сте ги поддржувале младите во земјоделието, зашто и бројките ве демантираат, затоа што попрво да купат младите земјоделци со 10.000 евра, трактор, комбајн или 2-3 декари земја. Овие мизерни парични средства со кои вие се фалите не се доволно ниту за едното од потребните средства за започнување на земјоделска дејност. Македонските земјоделци денес работат и екзистираат во неизвестност и во немилосрдни услови, додека откупувачите и маркетите бележат милионски приходи. Субвенциите за 2025 година на кои јанице производители имаат законско право се уште не се исплатени во целост. Министерот Трипуновски им должи над 100 милиони евра на оние кои го хранат народот, а единствениот одговор кој стигнува се ветувања, рокови кои поминуваат и нови програми кои малите земјоделци не може да ги исполнат. Не се обештетени ниту јаболко производителите во ресен за ниските температури кои министерот Трипуновски уште во април минатата година ги повика да се пријават. Уште една катастрофална политика и на Трипуновски е програмата за директни плаќања за 2026 година, патен програма која го навлече револтот на земјоделските здруженија кои не отстапуваат од барањето, таа да се повлече и да се врати програмата од 2025 година. Со оваа програма вие, министре, воведувате минимална обработлива површина од половина хектар за право на субвенции. Со ова практично вие ги исклучувате на голем број на мали и семејни земјоделски домаќинства, особено по старите земјоделци кои имаат мали парцели, затоа што очигледно ова десничарска влада е длабоко сената во скутот на бизнис мокниците и на крупните земјопоседници. Затоа и целиот деструктивен карактер на вашата влада е постојано да влегува во конфликти и со синдикатите и со земјоделците, како што се каравте на трибина во Битола, ама никогаш не сте влегле во конфликт со откупувачите и оние кои што најмногу профитираат од продажбата на земјоделските производи. Понатака жетвата на јачменот е веќе пред почетокот, а земјоделците уште немаат цена на житото. Па не знам дали сте свесни, министри Трипуновски, каква е неизвестноста за земјоделците кога не знаат дали нивната мака и труд ќе биде залудна и дали ќе ги покријат основните трошоци. Очигледно не знаете, ниту не можете да се поистоветите со нивната мака, затоа што потта на земјоделецот не се гледа од вашите удобни фотели во скапите административни згради, а уште помалку најлуксузното партиско седиште во најсиромашната држава во Европа. И додека е актуелен скандалот со увозот на млеко, пред неколку дена алармираа за нова казна од млекарниците, односно откупната цена на млекото е намалена за 2 денари по литар.
Вака во една реченица сточари од Пелагонија ја опишуваат состојбата со откупот на суровото млеко. Падот на откупната цена на млекото се случува во континуитет, па така ако пред 10 години млекото се откупуваше и до 33 денари, сега таа цена е од 24 до 2,29 денари по литар. Сточари постојано јавуваат дека падна цената на откупот, има речиси во сите млекарници, а во една од битолските млекарници цената на откупот се спушти до мизерни 24 денари за литар сурово млеко, и тоа е колапс за сточарите пред кој молчи државата и министерот Трипуновски. За споредба, во 2015 година за увоз на млечни производи се троши околу 40 милиони евра. Денес во 2025 и 2026 таа бројка наминува алармантни 100 милиони евра, односно повеќе од двојно. Ние, значи, го финансираме и го стимулираме странскиот земјоделец, додека нашиот земјоделец тоне во долгови. Ако пред 10 години откупната цена на млекото беше поголема од денешните мизерни 24 денари по литар, а пазете, трошоците на земјоделците денес се зголемени за 120% споредбено со 2015 година. Млекопроизводителите уште во агонија чекаат да им се исплатат субвенциите, додека јас и ќе пренесам сведоштво на една млекопроизводителка каде во изминативе 3 месеци е пропаднато 600 килограми млеко, затоа што не знам, еден од колегите претходно кажа дека постојано сте на терен и ги слушате земјоделците, може би знаете како манипулираат овие крупни млекарници, односно тие одбиваат да го откупат млекото и единствено им кажуваат дека според испитувања во приватна лабораторија во млекото била покажана недозволена количина на алфа-токсини. Млекопроизводителката прави испитување во друга приватна лабораторија каде што се покажува дека млекото е квалитетно. Патем за ова испитување тие плаќаат и по 100 евра, затоа што ова држава 35 години нема воведено државна акредитирана лабораторија. И впрочем, очигледно се создава еден вештачки недостиг на млеко во државава, за потоа да може да се увезува млеко со сомнителен квалитет, кој и дали воопшто може да се наречи млеко, и сето тоа за овие крупни млекарници да остваруваат што поголем профит. И додека ги држите во агонија млекопроизводителите, додека не им дефинирате гарантирана цена на откуп и ги оставате на милост и немилост на бизнес лобито и пазарните принципи, неголемите 10 млекари во 2026 година оствариле фантастична чиста добит од 6 милиони и 500 илјади евра. Значи тоа како земјоделието е профитна гранка, ама не за оние кои го произведуваат, туку за оние кои го откупуваат и профитираат само од шлагот. И сега ние уште немаме одговор кои се фирмите и после една недела од скандалот што увезувале млеко и млечни производи со сомнителен квалитет. И затоа мојата порака за оваа интерпелација ќе биде дека вие, министре, сами требаше да си поднесете оставка. Оставка заради неисплатените субвенции за цела 2025 година. Оставка затоа што вие го поставивте и ваша одговорноста за директорот Васе Амекиев кој беше уапсен со 50.000 евра мито во зградата каде што живеете. Оставка затоа што жените земјоделки уште немаат право на надоместок за време на бременост, раѓање и мајчинство, иако основен граѓански суд Скопје пред еден месец донесе пресуда со која утврди дискриминација врз жените земјоделки и ве задолжи да иницирате измени. Оставка затоа што труе на непотизам во вашите институции, каде кумашино на Мицкоски Игор Мичев го напредивте во државен советник, а неговата сопруга Цветанка Игнева Микев ја унапредивте во помошник раководител. Оставка затоа што вашиот директор Оливер Миланов, кој сега ги крие фирмите со канцерогено млеко, си го вработи братучето од Игор Трајковски токму во институцијата со која раководи. Оставка затоа што доделивте 13 хектари земјиште без јавна постапка во 4 очи на фирмата Хем Алијанс, која е осомничена за перење пари во случајот Адитив. Оставка затоа што наместо земјата да им припане на честните земјоделци, вие ја доделувате на семејна фирма на директор на ТЕЦ Некотино, која е осомничена за перење пари. И можеби за крај да дадете одговор на јавноста, дали вие можеби го чекате рекетот од крупните фирми во бизнисот со млеко, кои упорно одбивате да ги објавите јавно, па повторно можеби ќе гледаме наместени функционери како ги апсат со мито во зградата кај што живеете.